Македонија е на чекор до млечна криза. Млекото, но и останатите млечни производи веќе добиваат нова, но повисока цена. Поскапување има и кај сирењето, кашкавалот и јогуртот. Ако до пред неколку месеци литар млеко од одредена компанија се купуваше од 35 до 40 денари, сега цената надминува и 80 денари. Сирењата отидоа и на 400 денари, а кашкавалите дури и на 700 денари. Дека цената на млекото во последните 6 месеци континуирано се зголемува, потврдија и млекарите. Па така граѓаните треба дури и 2 пати да размислат пред да го купат овој основен производ. Прашуваат само како ќе го поминат овој тежок период, зашто покрај млечните производи поскапено е се и тоа за речиси 100%. Сирење нарочно гледам овие млечни производи. Колку е тоа различита цена? Па млекото исто. Сега покачено се. Каква политика се води економска држава? Тоа зависи. С оглед колку плата имаме, с оглед колку производи поскапуваат, како што викате вие, значи ова е премногу, значи сепак треба да се најде некој начин, на кој начин да му се помогне граѓаните. Што се вика, не знаеш кој ќе видиш у продајца што е како поскапено и колку. Еве сега и млечните производи поскапуваат. Да, и тоа се најавува. Тоа е што да правиме. Тешко. Тешко се издржува. Све е кажано и видено. Во дел од маркетите целосно повлечено од продажба е млекото кое беше со помала масленост. Полиците денеска останаа празни и неверојатно кога ќе се врати ова млеко ќе биде со нова повисока цена. И во дел од пекарите повлечени од продажба се јогуртите и киселите млека, кои до вчера сите ги гледавме во фрижидерите. Денеска тие се целосно празни, а газдите велат дека новата роба ќе стасала овие денови. Доволно е да се направи само една обиколка по големите маркети и може да се забележи дека цените на млечните производи полека но сигурно заминале нагоре. Ако овој ајран до пред некое време чинеше 25 денари, сега цената изнесува 30 денари. Млечна криза го тресе и регионот, но за разлика од кај нас, таму државите веќе излегоа со помош за стопанството. Поради недостаток на млеко, некои соседни земји веќе воведоа и забрана за извоз. Паралелно, растот на цените на производите ја вивна инфлацијата до плафон. Според државната статистика, само во август годинава инфлацијата стаса до речиси 17%. Во меѓувреме, властите до крајот на месецов најавуваат нов пакет помош за граѓаните и стопанството, но според бизнис секторот истиот бил задоцнет.